По 2 часа образложување на секој судија одделно од 9 членови на Уставниот суд, одлуката е тие да не изразуваат сомнеш за неуставноста и законитоста на оспорената одлука. Со 7 против и 2 за поведување на иницијативата за оценување на уставноста и законитоста на одлуката за распишување на референдум, заврши денешната седница, чиј епилог се насети и од претходната дискусија на судиите. За победување иницијативата гласаа судијата известител Елена Гошева и судијата Јован Јосифовски, а против беа судиите Дарко Костадиновски, Осман Кадриев, Вангелина Маркудова, Никола Ивановски, Насер Ајдари, Сали Мурати и Владимир Стојановски. Од седницата на судот незадоволни излегоа подносителите на иницијативата од Левица и од Светскиот македонски конгрес. Обзнанувам дека ова е срамен ден за владењето на правото во Република Македонија. Денес е погреба на правната држава преку политичка, а не правна одлука на судиите. И Тодор Петров од Светскиот македонски конгрес смета дека врз судот се вршел притисок, напоменувајќи дека биле охрабрени од излагањето на судијата известител Гошева. Судиите во расправата беа контрадикторни, имено отфрлија расправа за договорот со Грција, бидејќи не е предмет на расправа, но заклучија дека со референдумското прашање не се гласа за Европската Унија и за НАТО, туку за договорот со Грција. Додека траеше седницата на Уставниот суд, пред него се собраа десетина луѓе кои чекаа одлуката на судиите. По незиното соопштување, тие и се заминаа.